Здраво дечки и добродојавте во уште едно ново видео од овој серијал за HTML CSS. Ова видео ќе биде продолжение на претходното, значи на претходното 8 видео, кој што имаше до сега два дела, значи ова ќе биде трети и се надевам последен дел. Ова видео ќе биде пократко од претходните, бидејќи исто го снимам, бидејќи заборавив една многу битна работа, која што требаше да ја споменам околу селекторите, но откако заврши видеото ми текна дека имам изоставено, а го снимам со мало одложување, значи задоцнување, бидејќи одлучив да го сменам софтверот за снимање на видеото, да се користев Camtasia и сега одлучив да го пробам OBS, кој што доста го препорачувал, па експериментирав со истиот претходните неколку дена. И мислам дека има направено добар сетап и дека од сега па натаму видеото треба да звучат за нијанса може би и повеќе подобри. Така да видиме за што ќе станува збор во денешното видео. Значи имаме ситуации каде што имаме, да речеме, елемент кој што има повеќе класи. И досега не зборувавме за начин на кој што може да го селектираме тој елемент. За што точно станува збор, ќе видиме за секунда, бидејќи пример многу полесно случај. И да речеме дека ова, значи сега ќе го направиме примерот, ова ми представува некој, да речеме, параграф. И на истиот ќе му ставиме класа параграф. Океј, и имаме, да речеме, во нашиот случај два вакви параграфа, меѓутоа едниот сакаме да ни биде издвоен од другиот и тој да има поинаква класа. Значи ќе напишем еден стил за овој параграф, ајде да го стилизираме сега, значи сакаме да ги селектираме сите параграфи за да ни бидат исти. Ќе дојдеме овдека и од претходните видео знаеме од селекторот дека класа се селектира со точка селектор. И ги селектираме со ова сите параграфи, значи овој параграф ќе ни биде селектиран и овој параграф ќе ни биде селектиран. И да решиме сите параграфи во нашата веб страница сакаме да имаат позадинска боја од жолто. И што гледате и двата параграфи во овој случај ми се обоени со жолта боја во позадина. Меѓутоа рековме дека во нашиот пример првиот параграф не е како главен параграф, не, и сакаме истиот да има за нијанса, односно дополнителен поинаков стил. Па како ќе го направиме тоа? Значи, кога сакаме да селектираме повеќе работи, да групираме повеќе односно не да групираме, бидејќи групирање видовме како се прави во претходното видео со заприка, сакаме да селектираме елемент кој што има, да речеме, повеќе класи, исто го правиме со ставање на селекторите еден до друг без празно место. Односно во нашиот случај тоа е било, да речеме, сакаме да го селектираме да селектираме параграф класта, значи сите со параграф класта и сакаме да ограничиме и, значи да има 8 параграф класта, да има и main класа. Значи рековме во продолжение пишуваме и main и сега го пишуваме овдека стилот што сакаме да ни биде ставен на тие елементи што го спомнуваат овој стил, да речеме во нашиот конкретен пример сакаме бојата на текстот да биде црвена. И што гледате овој прв параграф кој што ние со класа параграф, кој што рековме, и класа main ќе не има и жолта позадина, меѓутоа ќе има и црвен текст. Значи да повториме уште едно, значи ги трупаме, не знам колку е наш македонски збор, ги ставаме селекторите еден до друг. Значи има селекција на едната класа без празно место, селекција на другата класа. Значи може да ставиме тука и многу други работи. Исто може да го направиме, да речеме, и со ставање на div, правиме div селектор и велиме потоа да има параграф. И ова значи селектираме ги сите дивови што имаат класа параграф и да речеме што сакаме да ставиме нешто што ни е познато до сега, color green
и ќе гледаме сега овај параграф ќе ми биде избоен со зелена боја, а зошто горниот не ми е избоен со зелена боја, ќе позборуваме во наредното видео, малку повеќе од тоа може да знаете од овие бројчиња. Тука, значи, за ова нешто што се вика specificity, ќе зборуваме во наредното видео. Значи, станува збор за приоритети на самите селектори и затоа овој овдека параграф не ми е избоен со зелена боја, а овој долниот ми е избоен. Меѓутоа, поентата беше како да направиме повеќе кратна селекција. Значи, ги ставаме, значи можеш овдека да има и некое, да речеме ID, не знам, ID тест, каде што на нашиот так ќе му дадевме ID, односно на нашиот елемент кој што имаше класа параграф, ова ни е параграф, доколку му ставиме овдека и ID, ми е еднакво на тест ID, ако не се лажам, и што гледате сега ми е избоено со зелена боја. Тоа бидејќи ова селекција ми овдека вели, селектирај ми ги сите елементи кои што имаат ID со вредност ID тест, значи овој овдека елемент го исполнува тоа, бидејќи има ID со ID тест, меѓутоа вели и да има класа параграф, значи веднаш споена до некој без празни места, што е многу битно да нема празно место. Така да ова е таа не ситна, туку да речеме поголема работа, која што е многу битна, која што заборавив да ви ја споменам во претходните видеа. Исто така, што друго имам сменето во овие видеа, кој што гледате кога користам некои шорткати, овдека доле во долниот лев агол може да видите што притискам на тастатура, кој што гледате сега притискам, бидејќи сум на Mac, ова е Alt и горна и долна стрелка. Да речеме докато направам копи, значи Command C, тоа на Windows би било Ctrl+C, значи ова знакче со што викаат керот C, керотот е контрол на Mac, ова е со Alt, ова значи Alt и C, ова ви е со како и да се вика овој знак, ова ми е значи за Command C, така да може да гледате шорткатите што ги притискам. Значи, ќе повторам уште еднаш, користам и OBS за снимање на видеата. Друго што може да приметите по социјалните мрежи, пуштив кампања на Facebook со реклама до каналот, значи платена кампања, бидејќи на дел од тие што ги гледате видеата ви е тешко да ги споделувате, па решив да направам мала инвестиција, иако немам никакви финансиски придобивки од истото. Сега оди добро, значи имам добино 20-30 сабскрайбери за 1-2 дена, така да ќе видиме како ќе оди тоа. Така да, дечки, тоа е за ова видео. Да видам доколку имам време, ќе снимам после ова уште едно за таа тема што ветив дека ќе зборувам, за specificity. Поздрав.